Пасат прегази 3 малолетни девојчиња во Скопски Чаир. Повредените се на 12 и 13 годишна возраст и моментално се наоѓаат во клиничкиот центар Мајка Тереза. Несреќата се случила во 11 часот пред пладнево, пошто девојчињата со брза помош биле пренесени во болница. Едната од нив е со потешки телесни повреди, додека другите две со скршеници. Едната со потешки повреди и веќе е хоспитализирана во единицата за интензивно лекување при клиниката за анестезија и реанимација и интензивно лекување, додека другите две деца се хоспитализирани на клиниката за детска хирургија за понатамошен третман. Девојчево што е во Карил, значи е со потешки повреди и во моментот е во апарат за дишење, додека едното девојче што е на детска хирургија е со фрактури, скршеници односно на екстремитетите, а третото е со полесни повреди само за обсервација. Според неофицијални информации, станува збор за такси возило, кое ги удрило девојчињата во близина на пешачкиот премин на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, откако тие се симнале од автобус и сакале да ја преминат улицата. Од МВР потврдуваа дека возилото е со скопски регистарски таблички и дека возачот е во полициска станица. Очевидци за Алфа вела дека сликата била страшна, а коловозот крвав. Страшно беше, имаше локва крв имаше. И тоа густа крв, значи тоа може и од тешка состава, не се знае. Многу лошо. Ма не е само тука, на сите улици не се пази ич, поготово на деца мали ич не се пази. Граѓаните на Чаир се жалат дека на овој булевар се вози многу брзо и прстот го вперија кон државата, која недоволно ги заштитувала. Многу жалосно, меѓутоа оваа улица стана страшна, бидејќи навечер се вози лудо, поготово и колите брзат многу, а и моторите се нон-стоп, ние немаме мир што сме поред улицава. Држава е крив. Зашто не ги каза возачите? Вози стока како на автобан вози. Од здравствените институции алармираат дека се зголемува бројот на жртви од сообраќаен карактер заради брзото возење на возилата, но и заради маглата.